Апостолски дела, 9 глава. А Савле, дишејќи уште со застрашување и убиства против учениците на Господа, дојде кај првосвештеникот и побара од него писма за синагогите во Дамаск, така што ако таму најде некои што го следат овој пат, мажи и жени, врзани да ги доведе во Ерусалим. Но додека по патот наближуваше до Дамаск, наеднаш го обзеде светлина од небото, и откако падна на земја, слушна глас што му зборуваше: Савле, Савле, зошто ме гониш? А тој одговори: Кој си ти, Господине? А Господ му рече: Јас сум Исус, кого го гониш. Тешко е за тебе да се риташ против бодило. Тресејќи се од страф и ужас, тој праша: Господи, што сакаш да направам? А Господ му рече: Стани и влези во градот и ќе ти се каже што треба да правиш. А луѓето што одеа по него стоја занемени од вчудена виденост, зашто слушаа глас, а никого не гледаа. Савле стана од земјата и макар што му беа очите негови отворени, ништо не гледаше и водејќи го за рака го одведоа во Дамаск. И 3 дена остана слеп и ништо не јадеше ниту пиеше. Во Дамаск пак имаш еден ученик по име Ананија, кому во видение Господ му рече: Ананија, а тој одговори: Еве ме, Господи. Тогаш Господ му рече: Стани и оди во улицата што се вика Права и во домот Јудин побарај го човекот од Тарс по име Савле. Ете, тој сега се моли. И во видение виде еден човек по име Ананија, како му приидува и полага раце над него, за да може да прогледа. А Ананија одговори: Господи, од мнозина сум слушал за тој човек колку зло им правил на Твоите свети во Ерусалим. А тој и овде има властување од првосвештениците да ги врзува сите што го повикуваат името Твое. Но Господ му рече: Оди, зашто тој ми е избран сад, за да го изнесе името Мое пред народи, цареви и синовите Израелеви. И јас ќе му покажам колку треба тој да пострада заради името Мое. А Ананија отиде и влезе во куќата и откако ги положи рацете своји над него, рече: Брате Савле, Господ Исус, кој ти се јави по патот по кој доаѓаше, ме прати за да прогледаш и да се исполниш со Дух Свети. И одеднаш, како лушпи да падна од очите негови, и тој прогледа и кога стана, се крсти. А откако прими храна, Савле закрепна. Потоа неколку дена преседе со учениците во Дамаск и веднаш почна да проповеда во синагогите за Исус дека е тој Син Божи. И сите што го слушаа се чудеа и зборуваа: Не е ли овој оној кој во Ерусалим ги гонеше оние што го повикуваа тоа име? Та затоа и овде дошол за да ги доведе врзани пред првосвештениците? А Савле стануваше се посилен и ги зборуваше јудејците кои живееја во Дамаск, докажувајќи им дека овој е Христос. Кога помина многу време, јудејците се договорија да го убијат, но Савле дозна за нивниот заговор. Тие пак дење и ноќе го чекаа на портата за да го убијат. Затоа учениците го зедоа ноќе и в кошница го спуштија под зидот. А кога пристигнаа во Ерусалим, Савле настојуваше да им се придружи на учениците, но сите се плаше од него бидејќи не веруваа дека тој навистина е ученик. Варнава пак го зеде и го одведе кај апостолите, па им раскаже како Савле по патот го видел Господа, дека Господ му зборувал, а исто така и дека во Дамаск отворено го проповедал името на Исус. И од тогаш тој остана со нив, влегуваше и излегуваше во Ерусалим и смело говореше во името на Господ Исус. А зборуваше и се препираше исто така и со елинизираните јудејци, кои се обидуваа да го убијат.
Штом разбра за тоа, браќата го одведоа во Кесарија, откаде го испратија во Тарс. А црквата по цела Јудеја, Галилеја и Самарија беше во мир. Се изградуваше и живееше во страхопочит кон Господ и растеше со утехата на Светиот Дух. Петар, откако ги обиколи сите, слезе и кај светиите што живеа во Лида. Таму пак најде еден човек по име Енеј, кој цели 8 години лежел на постела, зашто бил неподвижен. И Петар му рече: Енеј, тебе те исцелува Исус Христос, стани и направи си ја постелата сам. И тој веднаш стана. И го видоа сите што живеа во Лида и во Сарон, и се обратија кон Господ. Во Јопија имаше една ученичка по име Тавита, што значи срна. Таа беше исполнета со милостина и добри дела, што ги правеше. И токму во тоа време таа се разболе и умре. Тогаш ја измија и ја положија во горната одеја. А бидејќи Лида беше близу до Јопија, учениците штом слушнаа дека е Петар таму, веднаш испратија 2 луѓе кај него, молејќи го да дојде до нив што побрзо. Петар стана и тргна кај нив. Кога пристигна, го одведоа во горната одаја. И дојдоа кај него сите вдовици, плачејќи и покажувајќи му ги ризите и облеките што ги беше правила, срна додека живееше со нив. Петар, откако ги истера сите надвор, падна на колена, се помоли, па се сврте кон мртвото тело и рече: Тавита, стани! И таа ги отвори очите своји, го погледна Петар и седна. А Петар тогаш и подаде рака и ја подигна. Тогаш ги повика светиите и вдовиците и им ја предаде жива. И ова се разгласи по цела Јопија и мнозина поверуваа во Господа. А Петар престојуваше долго време во Јопија, кај некој си кожар Симон.